Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев, ви благодарам за вниманието. Мој денешен гостин и соговорник во магазин Здравје е доктор Лилија Чолакова Дервишова, председател на Сдруженијето на приватни лекари на Македонија, односно ЗПЛРМ. Доктор Чолакова Дервишова, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје, да разјасниме некои дилеми околу функционирањето и оние проекти во кои се планирани матичните лекари. Добар ден, поздрав до гледачите, благодарам за поканата. Колку што се сеќавам, пред 6-7 месеци го дигнавте гласот, излеговте на прв протест поради неповолната ситуација, како што рековте, во која се наоѓате вие матичните лекари, изнесовте неколку барања, потоа имавте уште два последователни со 7 април, Светски ден на здравјето, ги заокруживте тие серија протести, почнаа преговори уште од февруари со Министерството за здравство. До каде се овие преговори? Има ли некаков исчекор и некакво наговестување за исполнување на барањата на матичните лекари? За жал не можам да кажам ништо дека има, дека е нешто поместено. Навистина многу труд се вложи, многу барања се напиша по мејлови, се преку вас новинарите или било како. Некои реални преговори во работни групи не се случија, значи иако беше наговестено дека ќе се прават работни групи. Нашите стратешки барања се уште стоат. Сега е период на одмори. Да, можете да ги споменете. Пациенти на ПЗУ, електронско здравство, значи да се знаат овие, таа дестимулативна скала која што постои со години, казнената политика, режимот на лекови, значи постојат неколку стратешки кои што навистина се битни за опстанокот на примарното или приватното здравство. Но еве никако да дојдеме до некое решение без ние да бараме, без да правиме протести, сето тоа да се реши културно на маса и да се случи некој позитивен исчекор во интерес на пациентите, во интерес на здравствените работници и во интерес на фирмите кои што постојат во државата, плаќаат данок и нели функционираме во ова здравство. Така да се надевам дека нели повторно ќе продолжиме после одморите да се приберат нели сите, се надевам дека и министерството. До кога може да толерират? Дете, ние пред крајот на овој месец ќе имаме управен одбор на кој што ќе одлучиме нели кои би биле нашите следни чекори ако ништо не се случи. Ние сме побарале и од министерството и од фондот пред завршеток на овој месец да најават дали ќе има покачување на капитациониот бод или ќе нема. Заради тоа што и самото министерство после првиот протест знаете дека се изјасни дека 500 ординации се на рап на екзистенција. Така. Имаме индустријски струи, се поскапи целокупното живење, бензинот знаете колку изварира, колегите патуваат и возат за да обслужат и да пружат здравствени услуги. И сето тоа не може сегде да има нели средства да се даде во полиција, во јавно здравство, во сите области. Значи ние тоа го поздравуваме кога се наградуваат и се зголемуваат платите. Да, секундарно и терциерно имаше. Секундарно, терциерно изминатите години, но еве кажувам кај нас од 2018 година 63 денари. Дестимулативната скала е нешто кое што е деструктивно за секое ПЗУ. Заради тоа што вие наместо да добиете 63 денари, вие добивате за одредени пациенти 75, за одредени пациенти добивате 45% од 63 денари, а вие на секој го обслужувате 100%. Така да има многу нешта кои што не се пари, има нешта кои што нели за сега. Зашто варира таа скала кога сите пациенти се исти или се работи за они ординации кои имаат поголем број на пациенти? Знаете, тоа се воведе една таква дестимулативна скала во времето кога имаше многу на бюро за вработување доктори и медицински сестри и фондот ја воведе за ние кои што имаме да речеме повеќе пациенти да вработиме втори тимови. Огромниот број од докторите имавме веќе вработено, но повторно ќе кажам, сега сме во една ситуација кога нема такви доктори да чекаат на бюро за вработување, веднаш учат 6 месеци овдека праксата ќе го поминат и после тоа огромен број учат јазик, тоа сме го дискутирале многу пати дека заминуваат за странство огромниот број на млади доктори и затоа велиме треба да се размислува кој ќе го лекува народот, дали треба пациентите да бидат на ПЗУ или кога ќе замине и се пензионира или почине собственикот да се гасат и пациентите наеднаш нели да се наоѓаат во една хаотична состојба, така да
Тоа се теми кои што ние нашите сите аргументи се на наша страна, но еве многу влади поминаа, но едноставно очигледно не се прифаќа. Треба да си кажат зошто е тоа така. Споменавте 63 денари од 2018. Која е реалната сума според сите овие сегашни потреби? Со која сума би биле задоволни вие матичните лекари за капитационен потез? Знаете како, значи некој во својата програма, оваа влада, си има пишано 90 денари. Дека во склоп на целиот мандат ќе било, нели, да речеме дека во рок од 4-5 години би отишол бодот на 90 денари. И ние, нели, но поминуваат веќе 3 години. Поминуваат многу години да. И ништо нема трага од тоа ветување. Ние рековме, не сме некој кој што би барале, нели, преку леп погаче народски кажано, но фактички мора да има покачување, бидејќи К15 расте, трошковите растат, струјата поскапе, да не ги повторувам, животната кошничка поскапе. Како ние би им пружиле поквалитетен живот на нашите вработени да останат тука, ако не наплаќаме од народот, да има партиципација, значи може некој да дојде неограничен број пати во месецот, а вие добивате за тоа само 63 денари во зависност и од возраст. Има, нели, оние кои што се популација негде околу 20, 25, 35 години, само 63, додека за деца и за возрастни се множи по еден коефициент 3,2, 3,7 и така. Така да сметам дека не би било добро да треба ние да го свртуваме вниманието на владата со протести на суштината. Но не ја исклучувате можноста. Не ја исклучуваме можноста заради тоа што поголем дел од членството подолго време бара да се запре комплетно како во Словенија пред многу години. Повторно ќе кажам, на крајот од месецот ќе се носи таа одлука, навреме ќе си ги известиме ние нашите граѓани за да можат да дојдат да ги обслужиме за хронична терапија. Но тоа ќе биде на крајот на месецот, ќе ви информираме. Имавте голема поддршка од пациентите изминатите протести, да. Примавте само итни случаи, ако беше и се уште ек на пандемија со COVID-19. Да, сите пациенти и целокупното, нели, сите граѓани покажаа висока свест во однос на овој наш проблем. Со тоа дадоа поддршка на нашите барања и кажаа колку сме им битни. И сите идеа велеа, ако треба ние ќе дојдеме со вас, значи како ваши пациенти, кажете ни ќе дојдеме, ќе дадеме поддршка и во градовите и за Скопје. Значи тоа никогаш не се случило. Граѓаните сваќаат дека најдостапен во целокупниот здравствен систем им е матичниот доктор и не сакаат да го изгубат. И сите велат, значи што ќе правиме ние ако сите вие заминете во пензија, нема нови, ме разбирате, веќе почнуваат од сега загриженост да покажуваат заради тоа што ако бројката некогаш била на 1800 матични доктори, таа е значително намалена на 1400, варира во зависност. Па нема 1500 под таа бројка сме, но во секој случај се заканува и дополнително намалување. Повторно ќе кажам, во моментов до нова година на 100 ординации веќе кои што се концесионери ќе се случи да треба по сила на законот, како што вели Министерството за здравство, ако исполнуваат 64 години возраст, да ќе треба во пензија додат или ќе треба да се излезат во сопствен простор, да не бидат концесионери во здравствен дом, за да си продолжат. Тоа се двете опции, но еве замолувам преку вашата телевизија Министерството за здравство да каже, нели, дефинитивно написмено да се изјасни што со овие ординации. Ако нема нови и дали ќе оставиме здравствените домови да ни зјаат празни заради некои закони. Законите постојат за народот, на народот му требаат доктори и сметам дека ако во Дебар, ако во цела внатрешна, во Скопје само 45 ординации во здравствени домови ќе отидат во пензија собствениците, а тоа со 64 години. Да, со 64 години, заради тоа што така вели, нели законот се затвара, здравствениот дом му ја одзема концесијата и мора наново на лицитација да го даде просторот бидејќи не е на доктор. А пациентите не се напазуваат. Пациентите не се напазуваат, тоа е нешто стратешко и ние до сега министер не ја сватил суштината зошто го бараме. Ние тоа го бараме за народот, за да нема нели овакви турбуленции, за да може да има континуитет во здравственото лекување. Но од друга страна тезата на здравствените власти, бидејќи ја следам проблематиката, е дека да, они се газди, да сакаат цел живот да бидат газди, да се изразам во нивни речи. Гледате, секогаш двете страни кои ги гледате, суштината е да има континуитет. Како ќе се договорат младиот и возрастниот доктор кој што е второ вработен, треба државата сега да одлучи дали фирмите кои што постојат и кои што плаќаат данок и кои што плаќаат кири и сите давачки кон државата ќе ги изгаси тие ординации
и наново ќе формираме фирми кои што прашање колку пациенти ќе се прикрепат, или ќе направи континуитет и ќе направи законска измена на ниво на влада, да сите тие кои што работеле веќе 4, 5, 6, 1 година, неколку месеци, било кој што си вработил, ќе има само продолжување на тимовите кои што работеле во тие здравствени институции, сестрите кои што се таму, дали ќе останат на улица или ќе продолжат да си работат и да плаќаат здравствено осигурување, пензиско. Сето тоа, значи тие фирми жално е да се изгаси. Ние велиме 5000 фирми се затворија со короната, дали ќе затвориме уште 100 е прашање. Така меѓутоа ова се од клучен витален интерес, би рекол, и витално функционирање рече на граѓаните. Јас стално велам, здравството треба да е број 1 и за секоја влада, за секој министер, за граѓаните. Значи најпотребно е да имаме добро организирано здравство, достапност за секој граѓанин, бидејќи секој плаќа исто. И тие во Демиркапија треба да имаат квалитетно здравство и во Кратово и во Дебар, а сега некако целокупно сите здравствени работници сакаат во Скопје да работат. Тука треба министерството да пресече. Да, и мрежата, тие миграции да се ревидира, сериозно има потреба за ревидирање, да се отворат младите, да им се пружи, нели секој колку на пазарот нека испадне, колку е квалитетен, нека си собере пациенти, ако има потреба да се здружиме, да се здружуваме, се во интерес на поквалитетно здравство. Така, да ги покарам и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање или некакво искуство да споделите во врска со функционирањето на матичните лекари, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02 3116 566. Мој денешен гостин и соговорник во магазин Здравје е доктор Лилија Чолакова-Дервишова, председател на ЗПЛРМ. Доктор Чолакова-Дервишова, пред месец дена здравствените власти на предлог на комисијата излегоа со дополнителна обврска, би рекол, на матичните лекари при отварањето на така наречените ковид амбуланти пред се во главниот град во 5 скопски поликлиники. Но оваа идеја се уште не е реализирана. Министерот од Министерството рекоа дека комисијата е само советодавно тело. Министерот одлучува, но се уште нема ковид амбуланти. Рекоа дека ќе преговараат да ги слушнат и вашите барања и вашите предлози. Потребни ли се ковид амбуланти и уште една, би рекол, обврска на матичните лекари? Знаете како, значи поминаа веќе 3 години со короната и со сите овие активности кои што ни ги дадоа, закажување електронско, договарање на кревет во инфективно одделение, електронски закажувања за нега за се. Значи ние докажавме како примарно здравство дека сме способни да се носиме со еден ваков голем проблем. Не дозволивме да има блокирани болници, значи ги примавме, ги прегледуваме пациентите и се уште ги контролираме и следиме. Иако на почетокот рекоа да не ги примате. Да, значи владата во тоа време, тие кои што беа влада, дадоа и тој министер, значи друг е, сега е министерот е примарно здравство. Тогашната, нели, цел ресор за Министерство за здравство велеше да телефонски да ги лекуваме, но ние увидовме за кратко време дека сето тоа не е добро и дека штетно се одразува на здравјето на граѓаните. И ние велиме, ние 1500 имаме ковид центри, заради тоа што ние сите ги примавме, ги следевме, ги анкетиравме, ковид упат го побаравме и фондот и тогашниот директор ни го дозволи, така да не дозволивме да имаме блокирани болници. Во моментов, најодговорно тврдам, заради тоа што секојдневно сум на линк со сите мои матични, со координатори по градови, нема потреба од отварање на ковид, нели, центри за дополнителна обврска да во работно време додат. И сметам дека министерот направи правилна одлука што не ги отвори. Заради тоа што министерот е тука, кој да е министер, значи треба да прима информации од сите страни, но ние сме тие кои што сме на терен и треба да си веруваме дека навистина нема потреба. Добро е да има списоци за некогаш ако има вонредни ситуации, постоело тоа и во бивша Југославија, сите во одбрана и заштита, ако имаме некакви, нели, активности, лоши работи. А и сега имаат саботни дежурства во скопските поликлиники. Саботните дежурства е нешто добро што е организирано од страна на ЗПЛРМ, каде што моите координатори во Скопје прават списоци. Ние долго време од фондот побаравме да имаме ажурирање и да ни информира фондот кој починал, кој се пензионирал, кој се иселил. Но има реакција и можам да прочитам и на социјалните мрежи, ако сега да не ги ставаме сите во исти кош и вашите колеги, меѓутоа имало случаи каде што не се појавуваат матични лекари за време на дежурства.
Имаше од неколку колеги кои што бойкотираа, нели, повикуваа на бойкот да не се оди. Гледате, во секое здружение и во цела држава не може сите индивидуалци кои што сакаат, нели, да едноставно да отстапуваат од тоа што е договорено, но факт е дека ако нешто обстојало 10-12 години и за оваков милионски град, значи отворени се 6 здравствени домови каде што во саботите дежураат матичните доктори и не само за ковид, значи ги прифаќаат сите пациенти бидејќи не е само ковид болест, значи меѓународна класификација на болести, огромни се дијагнозите, нели, сите заболувања и последиците заради тоа што ние имаме инфаркти, мозочни, хронични заболувања, дијабети, психички расстройства кои што исто доминираат после целокупнава ситуација. Вие се уште имате пациенти у паника кои што не може ни маска да ги натерате да извадат. Значи, за разлика и покрај тоа што владата ги олабави мерките, луѓето одат по кампови, го живеат, нели, 99% нормално животот, но се уште имате пациенти кои што сето тоа им оставило траги и се уште живеат во страв, што не е добро. Да дадеме предност на нашите гледачи, секако ќе продолжиме токму со оваа тема ковид амбулантите. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до водителот и поздрав до докторката. Значи, прво да ви кажам секоја чест за вас што ги отварате овие теми, затоа што ми се многу битни. После секоја чест за докторката што се ангажира, а еден голем минус на владата или на министерство или не знам кој да кажам, што не се загрижува за обичниот човек, затоа што јас имам многу пари, ќе се зедам во приватно, баш ми е гале мене матичната дали трпи, дали ме слуша. Мојата матична колку е фина, да ви кажам како она ме трпи мене и колку пациенти доаѓаме денеска. Сега ве слушнав 60 денари. Се прашувам што се 60 денари, може јас месецот ќе отидам 6 пати. Вие знаете ли што значи? Прво матичните не сте, вие сте ни како психолози. Вие сте ни уствари се на нас. Дури јас си земам слобода да и напишам на Вибер дека мене не ми е добро, замислете во недела и она ми одговара. Катарина Грнчаровска, сигурно сте ја слушнале од СЕМЕ. Да, млада. Тука гостинка, млада, перспективна и сега замислете ве молам да не биде наградено. Замислете ве молам се дава акцент на некои глупости, да не кажам се политики да не мешаме, ама на какви глупости, а плюс сакам докторката да прашам, пошто вие работите со пациенти, тие мои термини, што се случи ова, значи не ви се отвара термин, што треба вие да изигравате цело време, да седите на компјутер и да пратите термин, што се случи со мој термин? Јас одам за мамографија, влегувам во радиологија, нема жив човек, а нема термин. Се прашувам зошто ги кријат, дали уопште функционира нешто во државава. Малце сум револтирана, извинете, иначе секако ве поздравувам. Ви благодариме за забелешките и за вашето искуство кое го споделивте. Да, секако ќе одговориме, ќе продискутираме и за мој термин накратко. Можам да кажам дека сметам дека треба цврста рака и појака контрола, заради тоа што дефинитивно со короната многу нешто се изместија, огромен број од специјалистите не се ставаат и покрај тоа што се наградени не се ставаат на мој термин, ги блокираат за 7 дена упатите, така да целиот гнев и револтот и таа нервоза како административни работници кога сме и кога чекаме и кога не можеме да им пружиме тоа што е потребно, тогаш сме во ситуација да треба итен да му дадете на пациентот и покрај тоа што не е за итен, ме разбирате. Так. Колку да не сакаме, ќе се чека се. Така да, сакам да кажам дека мој термин мора да се ревидира, мора да се промени сето тоа. Ние сме дале предлоги за тоа, да треба да не се ловат веќе термини, туку да биде како јас кажувам дека вие треба да отидете на интернист. А кога вас ќе ви одговара и како ќе има термини, да си може пациентот сам да си гледа, бидејќи ова вака никој не се става нити од интернисти, нема офталмолози, нема оторинолози, нема доктори за мамографии, за се едноставно многу тешко се функционира, а гледаме дека цело време во изминатиот период е наградувано јавното здравство. Значи, ако веќе некој толку многу ве наградил и платите достигнаа на вистина квалитетни... Одработете го тоа. Да, значи треба да се одработи во интерес на народот. На пациентите. Значи, мора да се достапни, мора да има повеќе термини. Не може да видите ви интерниста, има само 3 дена во месецот е ставен, да речеме, општо низ Македонија. Така да тука треба да се заангажираат, да бидат достапни, бидејќи овака се приморани луѓето на приватно да плаќаат. И многу е чудно кога еден доктор нема термини, но ако отиде пациентот да му рече може ли кај вас на приватно да дојдам, да може, нема проблем, нели? Така да со тоа се јача едно... Кога сме кај термините, самата господја рече дека јас и по 5-6 пати чинам, влегувам кај матичниот лекар.
Дали сте размислувале за термини или не може да ги одбиете едноставно пациентите, бидејќи ги знаете како дишат? Знаете како, во внатрешноста на Македонија нема ургентни центри. Да. Така да ние сите матични делуваме како ургентни центри, заради тоа што 30 години мојот пациент ако му е тешко, прво што му паѓа на памет, ќе си отиде кај својот матичен кој што знае дали има дијабет, дали имал претходно хипертензивна криза, дали има психички проблеми фамилиарни, така да многу тешко би можело тоа, заради тоа што секој, дали го каснала оса, дали клинец нагазил, дали му е лошо, дали има ентероколит или некои други проблеми, за се идат кај нас. Така да сите матични во внатрешноста делуваат како ургентни центри. Па да не дискутираме за истокот за Берово, Пехчево, Каменица, каде што нема ни брзи помош. Моите матични доктори се ни ноќни служби, нема болници, нема ништо. Затоа велам, кога некој ќе дојде да координира и да менаџира здравство, тоа е многу комплексна материја. И треба холистички да е пристапот, да се гледаат сите моменти, секој град е посебна приказна. Ние не можеме едно да правите вие разговор за Скопје, каде што има ургентен центар, каде што има токсикологија, има се. И друго е за едно Берово, каде што моите матични се оттепани од работа, одат домашни, терминални болни, инфузии местат, прават се, катетри, значи да не дискутираме колку е тешка работата на еден матичен во Берово и колку е тешка во Скопје, кој што е некој во центарот на градот или на државата и така. Так. Ке има ли кој да ги лекува, еве, да не претерувам, али за десетина години граѓаните, бидејќи, како што рековте, од 1800 дополнително се паднате на 1400, сега уште на 100 им се заканува клуч на врата поради овие измени во законот и пензионирање на 64 години. Знаете како, јас се секирам зошто некој не превземе една Словенија како функционира. Во Словенија, значи квалитетна плата ќе добие матичен доктор и во Крајнска гора, и на истокот и на југот, во секој парче од државата, вие се чувствувате доктор, сте добро платен, имате ограничен број на пациенти кои што може да ги обслужите и сето тоа е културно, нели, за добра плата, за добра работа, значи има пакет што треба да сработите. Но овдека некако повторно ќе кажам, не се води сметка за миграцијата. Значи, Велешката болница ќе ја земам за пример, која што била со квалитетни хирурзи, имало 5 очни доктори, 5 ушни доктори. Ние сега во болницата немаме доктор зубо, нос и грло. Значи, кој што е во склоп на болница, кожниот не е у моментов исто увозен, да кажам, не е од Велес, на боловање, нема кожен. Очниот заменен одмор, значи ние во моментов за едно шпонче, раска во окото него имате, вие треба пациентите и сите граѓани од Велес да ги праќам или за Скопје, или за Штип, или за Кавадарци, еве договорил колегата, и нив им е многу тешко, бидејќи се сами треба да направи преглед превентивен за првачиња, треба да ги прегледа сите овие кои што се со дијабет и контролни ретинопати. Значи, оптеретени се тие кои што се малку. Значи, немаме национална стратегија кој што велам, да, треба болницата да планира и тој да остане во болницата. И да ќе добијат специализации, додека одат си договараат после тоа да останат на клиника, некако нема или заменуваат надвор. Или заменуваат надвор, значи со години се прави кадар. Невропсихијатри се и на крај ние се доведуваме да не дискутирам за внатрешност или кон југот каде што нема никакви специјалисти, тешко е да има интернист, тешко е да има уролог. На вистина достапноста, повторно ќе кажам, и тој во Кавадарци, и тој во Демир Капи, и во Демир Хисар плаќа здравство. И сега, да направиме, сите сме исти, значи не може да се концентрира целото знаење, целата медицина само во Скопје. Така. Докторка, ви благодарам за одвоеното време. Да, секако имаме неисцрпни теми за разговор, секако ќе ја следиме и понатаму оваа проблематика и во склоп на информативните изданија и се надеваме дека конечно ќе наидете на слух од страна на здравствените власти и барем половина од овие барања кои ги споменавте ќе ви бидат реализирани за да можете нормално да функционирате. Да се надеваме во интерес на малите амбуланти, во интерес на постоечките, во интерес на граѓаните, да имаат здравство и во Лозово, и во Дебар, и во сите места. Ви благодарам уште еднаш, со задоволство ве очекуваме да бидете повторно наш гостин во магазин Здравје. Почитувани, одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото.